Начинот на водење на истражната постапка за случајот рекет од самиот почеток е полн со сомнеж и остави простор наместо правосудните органи за истиот да судат граѓаните, вели за Гласот на Америка професорот по кривично право Стефан Буџаковски. Според него, обвинителството требало на поинаков начин да ја води постапката, зашто вели јавноста немала да има толку многу простор за критики. Смета дека она што сега треба да се направи е да се интензивира целиот процес. И се остави простор да се влијае на сведоци, да се подготват одбрани и така натака. Сметам дека оние пропусти кои што се направени тешко ќе се санираат во овој период, односно ќе остават дамка не само во јавноста, него и на правосудниот систем. Буџаковски додава дека со ова се докажа дека во земјава не функционира правниот систем. Смета дека овој облик на криминал отвара сомнеж дека засега единствените двајца осомничени се само обични извршители. За извршување на овој вид криминал треба поддршка, посебно од државни структури кои што ќе му возможат притисок врз клиентите да може да изнудат било која сума на пари. Истражните органи треба многу професионално, со голема внимателност и посветеност и стручност да ги процесуираат ваквите случаи. Бидејќи во спротивно ќе се донесиме во еден ваков вртлок кој што после вртлок тешко се излегува на површина. Последните случувања го отвораат и прашањето дали рекет може да влијае негативно врз одредувањето на датум за почеток на преговорите со Европската унија, кој земјава го чека во октомври. Маленка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика смета дека овој случај нема потенцијал за тоа, бидејќи датумот веќе бил заслужен. Од друга страна, одредени држави членки можат да го користат случајот само како изговор за нивната неподготвеност за натамошно проширување, што одново не е во ред во однос на Македонија. Тоа веќе се наситува преку некои амбасадорски изјави. Например, Франција може да го користи тоа чисто како алиби. Јорданова очекува дека и во октомври ќе има потешкоти околу одредувањето датум, но тие оптимист дека земјава ќе се избори за тоа. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски.